Клиничка болница Штип представува приоритети понатаму за владата. Премиерот Мицкоски во денешната посета на Штип истакна дека владата е во завршни преговори со две многу моќни европски држави, со кои ќе се потпише договори во кои ќе бидат офатени неколку проекти, во кои спаѓа и клиничка болница Штип. Додатно истакна дека тоа што тие го ветиле пред граѓаните, тоа и ќе го испрепорачаат. За Брана Тотиња, да, тој е тековен проект, но што се несува за клиничката болница, ајде вака да бидеме трпеливи, мислам дека македонските граѓани ќе имаат едно големо пријатно изненадување што се несува до здравствениот сектор во овој прв квартал од оваа година. Рековме дека во завршни преговори сме со две многу моќни европски држави, со кои што имаме намера да потпишеме меѓувладени G2G, влада со влада договори, во кои што ќе бидат опфатени неколку проекти за финансирање во делот на транспортот, инфраструктурата, дигитализацијата и така натаму и здравството. А делот од здравството се разбира наш приоритет од прв ден на работата на оваа влада е клиничката болница во Штип. Така што тоа што сме го ветиле, тоа што сме го кажале пред македонските граѓани, тоа и ќе го испорачаме. Ветивме дека стандардот и економијата се наш прв приоритет. Општина Штип е одлично подготвена со проекти, а градоначалникот одлично ја врши работата, додава Мицкоски. Овде во Штип, уште на самиот почеток од мандатот и во околината на општина Штип, најавивме еден голем проект во енергетиката, половина милиарда долари инвестиција, тоа е проектот Ветерниот парк, односно инвестицијата на Алказар, која што е најголем дел во општина Штип, се развива тука си Карбинци и Радовиш. Мандатот го започнавме со изјава пред клиничката болница Штип, која што представува наш приоритет. Продолжуваме и понатаму да инвестираме во општинските проекти. Општината е одлично подготвена со проекти и Иван тука заедно со советниците и администрацијата одлично, перфектно се завршиле работата, така што ќе имаме уште една странска инвестиција која што очекуваме многу скоро да објави својата одлука и да биде тука во Штип. Очекуваме и ова што кажувам пријатно изненадување за македонските граѓани. Донесовме 1 милиарда евра, почнуваме од јануари со ефтини кредити за компаниите. Другата половина милиарда е за враќање на старо задолжување од владата на СДСМ, така што сето она кое што го земавме како врска пред граѓаните во многу кратко време го испорачавме. Она што посебно го истакна премиерот Мицкоски е тоа дека стандардот и економијата е нивниот приоритет, како и тоа дека многу наскоро граѓаните ќе бидат пријатно изненадени со новите предвидени проекти.